благодарам на поканата. Важни се овие дебати, бидејќи рокот за расправата е кус и коментарите се секогаш дека тоа на брзина ќе се направи и затоа се важни да бидат субстанцијални. Јас се обидов да ги организирам мојот настап околу две оски. Прво е началните позиции од кои може да се осврне на амандманите и потоа се некои расправи за самите амандмани конкретно. Предлагачот се концентрира на првата основа за поддршка на амандманите, тоа се придобивките и политичкиот интерес за нивно усвојување и реализација на Преспанскиот договор, што е разбирливо, прифатливо, тоа е окей, но тоа е еден аспект. Има уште три, вкупно се 4 по моје мислење. Предлагачот исто така треба во одбрана на амандманите да каже дека, по моје мислење, дека тие не го загрзуваат граѓанскиот карактер на Уставот, што е негова главна придобивка, што е негова главна оска. И треба да се каже дека промените не го загрзуваат, не задираат во него. Тоа е важно, бидејќи Уставот се потпира на тоа. Тоа ја држи нашата структура на политичкиот систем и концепт на права и односи меѓуетнички на таа граѓанска основа. Што треба да се каже дека не ја загрозува. Тоа е вториот аспект. Третата начална позиција е прифатливоста на истите амандмани од аспект на идентитетските одредници и тоа, како што гледате, ќе биде централна тема на расправа, веројатно, и тоа преше од аспект на македонските етнички одредници, кои произлегуваат од амандманите. Четвртиот аспект е дека решенијата кои се понудени се во рамките на уставно-правните стандарди, дека не се тие измислени посебно сега за нас, па нас не излагаат на некое чудо, сега ние глумиме некаква, поради некаков притисок или политичка ситуација, специфични односи. Важно е да кажете дека амандманите што ги предлагате се стандардни, во рамките на јазикот, правниот уставен јазик е стандарден. И тие се стандарди, и меѓународни, и од уставно-правен аспект. На првиот прашање може да се каже јасно дека тие уставните амандмани на ниту еден начин не го загрзуваат граѓанскиот карактер на Уставот од 1991 година, што е основна придобивка на истиот и парламентарната демократија во Република Македонија, и тоа е важна негова одбрана, односно нивна одбрана. Исто така, а тоа е централна дебата, тие не го загрзуваат, ќе стане централна дебата веројатно, не го загрзуваат идентитетскиот карактер на македонскиот етникум, да речеме, посебно преамбулата и членот 49, и во таа смисла некои негови делови се обидуваат дури да ги засилат, тоа нешто премиерот спомна, некои опции да зацврстат, иако предложените решенија се така, ќе расправаме малку за нив, но обидот да се зацврстат е јасно треба да се нагласи, важно е, како втор аспект, како втора начална позиција на одбрана на амандманите. Дури и кога се споменуваат другите етникуми и нивните припадници, тоа не е направено на штета на македонскиот етникум, е исто така важно. И тоа ќе покажам со неколку примери подолу. Решенијата од правен аспект се стандардни и во нивните рамки ништо посебно и нестандардно не е поставено за нас. Специфично, кој нас не става во некаква посебна ситуација, да мора да се правдаме дека правиме чуда во нашиот устав поради притисок или желба политичка да го решиме тој проблем. Тоа е многу важно да се дефинира дека решенијата се стандардни. И во делот на малцинствата, односно делот 49, така меѓународно правниот термин малцинства, кај нас етнички заедници кои не се во мнозинство, и тоа е посебно 3 и 49. Сега би завлегол во некои во корисна, условно кажам, ефективноста на настапот, би завлегол амандман по амандман и некои коментари околу нив. Во првиот амандман, член 33, се поставуваат две прашања. Името на Уставот, кога се менуваше на 7 јули 1991 месечине од Социјалистичка Република Македонија и Република Македонија, е направено со посебен амандман. И посебен амандман за употреба на Република Македонија во деловите на Уставот од член 1 натака. Два амандмана имаше. Овдека се користи еден амандман за името, кој се подразбира дека ќе биде името на Уставот. Колку да знаат предлагачите да не бидат ставени во ситуација да ја немаат таа институционална меморија, дека тоа поинаку е решено при промена од Социјалистичка Република во Република Македонија. Нормално е тоа, овдека е образложението јасно дека овој амандман се однесува и на името на Уставот. Но тогаш е решено поинаку, тогаш се со два амандмана тоа променето.
и треба да знаете да го браните. Тоа така, има логика да биде еден амандман, нема потреба два, но треба да го знаете да може да ви користат пример како контрааргументи, така. Сега, ако се остави зборот Македонија во членот 36, тоа има консеквенции и тие треба да ги знаеме. Бидејќи стои термин, тоа се однесува на социјалните придобивки на борците за национално-ослободителните војни за Македонија. Меѓутоа, тие национално-ослободителни војни се воделе на територија на географска Македонија. Значи, тука националните ослободителни војни во Егејска и Пиринска Македонија остануваат во игра, ако терминот остане Македонија. Тоа е консеквенцата од користење на терминот Македонија во член 36. Значи, тоа е историски контекст, окей, меѓутоа, национално-ослободителни војни имало и во тие делови кои остануваат активни во игра. Значи, терминот може да треба да се размисли национално-ослободителни војни за независна македонска држава, да се користи терминот. Тогаш независна македонска држава е таа која се создала. Тамо не се создале независни македонски држави. Туку една се создала. На тој начин се избегнува конотацијата дека национално-ослободителни војни во Егејска Македонија исто така се во рефлектирани со овој термин. Тоа сепак треба да го знаете во расправата. Следниот амандман, амандман 34. Преамбулата, тоа ќе му оставам повеќе на Владо, он е фокусиран на неа, но има неколку прашања кои сакам да бидам јасен. Јасна е намерата да се стави акцент на конститутивните документи на АСНОМ и тоа е окей, да се избегне манифестот, но дилемата останува дали само да се наведе прогласот, бидејќи прогласот на некој начин го опфаќа манифестот, или да се оди на набројување конкретно на документите конститутивни. Тоа е малку ќе биде екстензивно, меѓутоа можеби е подобро. Треба да се расправа за тоа, да се оди на цитирање на конститутивните политички документи на АСНОМ. Второ, за жал, тоа мене ми прави комплимент, но не може да се реферира на Уставот од 91 во преамбулата за Уставот од 91. Видите ова е преамбула на Уставот од 91. Не може да се реферира на Уставот од 91, кој уствари треба допрва да биде создаден теоретски во тој момент. Према тоа е фино, меѓутоа тоа е некаков баланс на, можеби, мислеле на Охридскиот договор, но не може да се реферира во преамбулата на Уставот кој следи, како негова инспирација. Бидејќи во конститутивните традиции се реферира на моменти од историјата кои се случиле пред Уставот. Тоа се тие конститутивни моменти. И не може тука да биде ставен Уставот 91. Сега, за прашањето како ќе биде ставен Охридскиот договор. Значи не е спорно дека тој навистина конститутивно го менува политичкиот систем, го зацврстува и така. Тоа не е спорно. Значи тој треба да биде ставен. Окей. Но како? Не може да биде ставен, по моје мислење, во истата реченица, каде што се наведени историските документи кои претходат на Уставот од 91 година. Тоа не зборува за неговата важност. Туку едноставно не му е тамо место. И некој вака изгледа. Значи, Крушевскиот манифест, АСНОМ, референдумот и Охридскиот, кој се случил 2001, се основа за донесување на Уставот 91. Значи, не можете така да го поставите тоа во истата реченица. Овдека мора да измислите нешто, мора друга реченица да постои во дизајнирањето на текстот. Да речеме, а дополнето со Охридскиот рамковен договор, кој после случил 2001 година, или втемелено, дополнето и така. Но треба да се раздвои реченицата на историските конститутивни акти од ова што е дополнение и временски се случува после Уставот од 91. Не можете као претходник на Уставот да го поставите, тоа изгледа нелогично и не може да биде поставено така. Значи, Охридскиот договор да, но треба да се види како, имаме време валјда во оваа расправа, или Владо, ако има решение, може да ни го понудиште сега, во таа смисла да се wordingот да се постави поинаку. Јас се согласувам, ова што стои како кои живеат во границите на РМ е потполно непотребен дел на реченицата. Значи може да стои, да отпадне тоа и може да стои во преамбулата, без тоа го читав неколку пати, се подразбира дека се тоа на Републиката граѓани и нема никаква потреба тоа нагласување. Тоа го правевме и со консултација, мисламе јасно. Сега, следниот амандман.
Амандман 35 не би го коментирал, тоа е дополна, се чини малку тавтолошка, тоа стално повторуваме дека ние немаме никакви намери да загрозиме. Знаете, малку изгледа како ние да сме Русија, соседите се балтички држави, пони се плашат од ние да не ги загрозиме. Меѓутоа, нас не чини ништо тоа и такво повторување на тоа дека нас немаме намера се мешаме, не е од одмет и во рете и тоа не би го коментирал како додаток на амандманот 35. Сега, амандманот 36. Тука имам неколку коментари. Прво, во првиот став, Републиката го штити, гарантира и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Не е вака како што го предлагаа, тоа изгледа рогобатно, што викаше професор Габер. Меѓутоа, треба поинаку, можеби, ако веќе се инсистира, иначе гарантира идентитет, тоа е чудна работа и малку, но да не отвараме таа работа, ако е потребна се стави, тогаш треба вака да стои. Републиката го штити, гарантира идентитетот и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Точка. Значи, после зборот гарантира, треба да дојде терминот идентитет. Уште еднаш, Републиката го штити, гарантира идентитетот и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Точка. И со тоа се решава на посилен начин од предлогот заштитата на идентитетот, кој директно се споменува. Вториот став не го коментирал. Третиот. Републиката се грижи, по моје мислење, треба да стои само диаспората. Не на македонците и другите, него. Републиката се грижи за припадниците на диаспората. Точка. Здраво. Толку треба да стои и тоа подразбира, се знае што е диаспора, не се влегува која диаспора, туку се грижи за припадниците на диаспората. И ништо повеќе. Толку ви благодарам на вниманието.